Почитувани борци, екселенции, почитувани представници од владата на Република Северна Македонија и од Собранието на Република Северна Македонија, драги мои сограѓани. Денес се сеќаваме на една славна епоха од нашата историја, затоа што денес, по цели 80 години, се сеќаваме на храброста и одлучноста на нашите партизани. Наша должност и обврска е да го зачуваме тоа сеќавање и да подсетиме на нивниот идеал. Сите ние сме одговорни и како поединци, но и како општество, да ја памтиме нивната жртва и да го негуваме нашето наследство од НОП. Денес, благодарение на нашите партизани, живееме во слободен град, во слободна татковина. Да не беше 11 октомври, ќе го немавме ни 2 август 44-та, а најверојатно нити 8 септември 1991. Овој ден, тој ден, 11 октомври, означи дека Македонија нема да биде квислиншка територија, туку напротив, жестоко упориште против фашистичкиот окупатор. Летото 1941 година беше предвестник на 11 октомври. Во тоа лето, на 22 август 1941 е формиран првиот скопски партизански одред, а на 8 септември Лазо Колевски убива бугарски стражар кај Богомилскиот тунел. Истиот ден, тука во Скопје, Борот Петрушевски папучар исто така убива окупаторски бугарски војник. На 7 октомври во Скопје е извршен обид за убиство на агентот Мане Мачков, во кој што загинува Благоја Деспотовски Шовелј, а на 8 октомври Трајко Бошковски Тарцан, пробивајќи се низ непријателскиот ображ во Прилеп, убива исто така непријателски полицаец. Сето ова е предвестник на овој голем 11 октомври. Со мудроста на македонското водство, со единството на нашите народи, со силата на нашето оружје, го победивме фашизмот. За нашата слобода се изборивме сами го изградивме и Скопје и Македонија како суверена држава на единствени горди граѓани. И никому, ама баш никому нема да дозволиме да ја чепне оваа наша држава, толку тешко стекната со крвта на нашите антифашисти и со таа крв платена слобода. Заедништвото на нашите луѓе, на нашите граѓани, скопјани, македонци, албанци, роми, турци, срби, бошњаци, власи, црногорци, хрвати, денес ни е попотребно од било кога. Попотребно е затоа што е Скопје град на заедништвото, во кој што град заеднички живееме и кој што град станува регионален пример за тоа како се гради модерен град и модерна држава. И тоа е нашата најголема сила. Баш како во времињата кога заедно знаевме да се спротивставиме на окупацијата и фашистичкото зло. Денеска се бориме за едно силно Скопје на горди граѓани. Денес се бориме за европско Скопје, се бориме за силна Северна Македонија со нејзините европски придобивки. Нашето наследство од НОП го чуваме со посебно внимание. Отвараме музеи и изложби, ги уредуваме просториите и просторите околу спомен обележјата кои што не така одамна беа заборавени. Нашата соработка со Сојузот на борците никогаш не била подсврста и подлабока. Нашиот долг, долгот на нашата и идните генерации на ослободителите е толку голем, што во ниту една форма и благодарност не може да биде доволна додека постои град Скопје. Патот на космополитизмот, патот на солидарноста и заедништвото и прогресот е пат кон кој што заедно чекориме. За Скопје работиме со многу љубов, одговорно и посветено. Работиме на тоа да можеме еден ден со гордост да кажеме дека ова наше Скопје е град модел за развој во регионот. Скопје тоа го може, Скопје тоа го заслужува. Тоа им го должиме на борците, на нашите ослободители. Скопје мора да биде она што го заслужуваме. Европска престолнина, главен град на држава, членка на Европската Унија, дел од европското семејство, таму каде што сите знаеме да го осудиме минатото, меѓутоа и да се бориме за иднината. Иднината во која што нашите деца ќе се сакаат и почитуваат, нема да се делат и да се мразат. Во изминативе 4 години покажавме дека знаеме, можеме да се сакаме,
да го претвориме Скопје во модел каде што луѓето живеат заедно, гледајќи ги на културните разлики како богатство, а не како хендикеп. Драги наши соседи и пријатели во регионот, ајде ова да го пресликаме на Балканот. Најубавото нешто во Европа е Балканот. Балкан растоварен од стереотипи, од минато, од поделби. Длабоко верувам дека ова е возможно. Скопје докажува дека ова е возможно. Нашата пријателска подадена рака секому и дома и надвор нека биде предизвик за сите да ја промовираме заедно взаемната почит, љубов, пријателство и хуманост. Затоа, јас и моите сограѓани Скопје и целиот македонски народ и граѓаните на Република Северна Македонија немаме од што да се срамиме и немаме зошто да ја ревидираме нашата историја. Горди сме што секогаш сме биле на вистинската страна, на страната на слободата, правдата, заедништвото. Затоа ние со гордост можеме пријателски да подадеме рака секому и во секое време. Како човек, принципиелно од секогаш сум бил против фашизмот и дома и надвор. Тоа што денеска живееме слободно, токму тоа не обврзува на нашата антифашистичка определба. Затоа, наместо поделби омраза, имаме обврска да ги промовираме заедно принципите на слободата, заедништвото, праведолюбивоста и човечноста. Да се почитуваме секој од нас еден со друг, да се почитуваме дома, да се почитуваме во регионот на Балканот. Тоа им го должиме на нашите борци, на партизаните, на нашите ослободители. Но уште поважно, тоа го должиме и на идните генерации. Сосема на крај, ве повикувам уште еднаш да ја оддадеме нашата длабока почит кон сите кои што го дадоа својот живот за слободата на нашата татковина и кон сите преживеани борци кои што се тука да не потсетат на бројните херојски борби, кои што со нескриен слободарски дух се водеа во тој исклучително тежок период од нашата историја. 11 октомври нас не обврзува на почит и верност кон оваа наша земја, но и никогаш, ама баш никогаш да не заборавиме колку е скапа слободата. Нека ни е честит денешниот јубилеј, 80 години од денот на востанието на македонскиот народ. Да живее 11 октомври, да живее Скопје, да живее Република Северна Македонија. Благодарам.